Екипите на јавното предпријатие Чистота и зеленило активно работат на расчистување на сметот и косење на зелените површини на градските гробишта. Во пресрет на утрешниот празник за Душница, комуналното предпријатие Неделава, покрај вработените кои што работат на одржување на гробиштата, ангажираше дополнително и екипи од одделот за одржување на јавно прометни површини и од одделот за одржување на зелено-цветни површини, кои што исто така работат на расчистување и уредување на гробиштата. Според директорот на предпријатието Даниел Стојчевски, за нехигиената на православните гробишта виновни се самите граѓани, кои што носат храна и пијалоци на гробните места, а по завршување на обредот голем дел од нив наместо отпадоците да ги фрлаат во корпа или контейнер, сметот завршува на патеките покрај гробните места. Денеска ќе заврши акцијата, а по завршување на празникот во сабота, во недела ќе има и дополнителни екипи кои повторно ќе работат на расчистување на градските гробишта, а од понеделник екипите ќе се спремат за одржување на јавно-прометни површини во централно градско подрачје во пресрет на празникот 11 ноември, денот на ослободување. Надлежните од Чистота и зеленило велат дека на градските гробишта има поставено доволен број насадови за смет и ги задоволуваат потребите за одлагање на отпад. Забелешките доаѓаат за одржување на православните градски гробишта и ја разбирам реакцијата од граѓаните, меѓутоа повторно ќе потенцирам со оглед на традицијата на православните граѓани е тешко постојано да бидат чисти градските гробишта. Особено е тешко бидејќи самите места кои што ги закупуваат граѓаните се обврска на самите граѓани за чистење. Просторот околу гробните места е обврска на јавното предпријатие Чистота и зеленило. Јавното предпријатие во неколку наврати има поставено дополнителни садови за смет. Пред 2 недели исто така поставивме уште една количина на садови за смет и мислам дека во овој момент садовите за смет кои што ги има поставено јавното предпријатие на градските гробишта ги задоволуваат потребите за одлагање на смет. Таму имаме и дополнителни екипи од секторот за депонирање, управување и транспорт на отпадот, кои што постојано 2 пати неделно вршат собирање и транспортирање на отпадот. Меѓутоа таму се јавува проблем при расчистување, каде имаме големи количини на цвеќиња, гранки, кои представуваат проблеми, тоа чистење, изнесување на тој смет го вршат самите вработени, зашто им е обезбедено и посебно возило кој што работи секој дневно и врши исклучително расчистување и изнесување на таков тип на смет на самите градски гробишта. Освен на градските гробишта, екипите на јавното предпријатие периодов работеа и на косење на зелените површини околу спортските терени во близина на градскиот базен, како и садење на цветен расад во кружниот тек на влезот во градот и на градските плоштади.